Се надевам си го подготвивте вашиот омилен пиелог со кој натаму ќе не конзумирате со сите оние разговори кои останавме доследни да до крај ги споделивме. И како и пред рекламите, завршивме со разговорот со Танец кој до крајот на оваа година ни и текако ни имаат настани за кои што верувам дека многумина од вас се радувате. Весна, да споделиме за она што останавме должни. 20 монографијата која ни е текако битна на толку години постоење и ваше назначување како директор на Танец и за сите настани кои што ни предстојат. Да ги подсетиме и да ги поканиме гледачите. Токму така, да, на 20 сега во четврток сите оние заинтересирани поддржувачи, љубители на традицијата и на работата на ансамбл Танец ги покануваме во 18 часот во Универзитетската библиотека во Скопје да повелат и да бидат сведоци на сето тоа што ние како институција се потрудивме севкупната програмска активност на институцијата во овие 7,5 децении да ја спакуваме во една таква публикација, ете токму така. Потоа исто така ги покануваме на 22, како што споменав и претходно, во Националната опера и балет, на нашиот целовечерен концерт од концептот на изворни минијатури. Овој концептот програма за прв пат ќе биде во пред скопската публика. До сега беше наменет за низ градовите на Република Македонија, онаму каде што нема услови за комплетен ансамбл да се однесе. И тоа се самиот наслов на концертот Изворни минијатури кажува дека тука станува збор за концерт и програма каде што нема стерилизација, нема кореографии, туку сето она што публиката ќе го види во на изворна, автентична форма, онака играчките образци кои што се најдени на самиот терен, но сепак сценски адаптирани за сценска презентација и употреба. Билети, пошто ги спомнавте билетите, морам да кажам дека концертот веќе е распродаден. Да. За краток временски период билетите веќе се распродадоа. Следна прилика, скопската публика ќе има можност да биде присутна на 20 декември на нашиот традиционален концерт, завршен новогодишен, токму така, каде што еве и оваа година, како и минатата, ќе имаме наш колега кој што ќе замине во пензија. Тука станува збор за нашиот првинец Љупчо Маневски, кој што да не кажам дека туку целиот негов работен век го посветил и го поминал во нашата институција, но пред да го дадеме нашиот годишен концерт 20 декември, ансамблот заминува на кратка меѓународна турнеја во соседна Република Бугарија, односно во град Гоце Делчев. Таму сме од 4 до 7 декември. Потоа на 12 декември исто така во кинотека на град Скопје ќе имаме концерт, така интимен да кажем, за по повод 10 години впишување во УНЕСКО на гласоечкото пеење. Убави настани, убаво да се заокружи оваа 2025-та, а господинот кој споминавте дека ќе го испракате во пензија, убаво е да е низ прилог на Канал 5 ја раскаже својата танцувачка приказна преку Танец, но затоа ќе се договориме ние дополнително, а дотогаш да ги погледнеме фотографиите на Весна, да ја запознаеме малку поразлично од она што досега во оваа час и половина ве запознавме. Слободно коментирајте ни ги фотографиите кои одат на екранот. Па овие фотографии искрено се од нашиот јубилеен концерт што се случи минатата година во месец декември за 75 години македонски код. Ги одвоив овие фотографии. Јас лично за прв пат не сум дел од сцената.
Во различна улога сте. Во различна улога, да, и тоа за мене искрено беше еден многу голем предизвик, како самата со себе ќе си го прифатам моментот, зошто сега јас сум дел од публиката и зошто сега седам тука. Се има причина. Така да се случува со причина да ова изгледа многу поубаво и пошарено од било кога. Така да верувам дека го давате све. Да, искрена дека воопшто не е лесно да се помереш нели се ова милева и минлива нели работа, но за целиот тој период кој што треба да бидеш нова позиција, не е нималку лесно да се соочиш со моментот, дека не си ти таму рака за рака со колегите кои што до претходно се бил, но како и да е, ние сме сето оваа работа е на целина, е на тимска работа, колку и да не се сцената, дел си од тоа. Како да. Нашата вера беше дел од Да. Да, ние прославуваме оваа година 80 години Орце Николов. Така, и вие значаен јубилеен. Добро, патот ти како беше Пионерски дом Карпош, па Орце Николов и танец, повеќето случаи сега и од Мирчацев и други, да не ги заборавиме, културно-уметнички друштва кои што се аматерски. Ја чуваат традицијата. Но така всушност танец стана танец од сите тие играорци, од сите тие ансамбли. Да, и за всушност се формира танец, односно овој ансамбл кој што го гледаме денеска. Да, и за голем поздрав е тоа што без разлика што станува збор нели за аматерски ансамбли, години наназад сите тие работат на професионално повисоко ниво, се повикуваат на работата и на програмата на ансамбл танец. Така е. Весна, ви благодарам за фотографиите, за тоа што не подсетивте што вистински значи танец и како ја чува традицијата, и за сите покани кои ги упативме на нашите гледачи да си ги забележат во својот календар и да ве посетат на еден од концертите. А јас во мојата рака немам магично апче, имам нешто што ја прави магијата од она што го сподели доктор Тања. Споделете ни што е ова што го држам јас во моите раце и што истото представува за здравјето на граѓаните. Значи, тоа е нешто што сега го подготвивме како готов продукт, wellness device, кој што се уште го нема во продажба. Меѓутоа, ова е резултат на сите овие 15-20 години работа. Што направивме? Имаме wellness device кој што прави ревитализација, регенерација, односно анти-ейдж клеточни сигнали на телото. Имаме за болки, за несоница, за умор и за стрес. Нормално имаме и многу други, ови би биле првите. Сите актуелности кои што ги имаме. Да се чувствуваш младо, убаво, витално, полн со енергија, со елан, ништо да не те боли. Сите сакаат тоа. Кога сме веќе кај Тања, да ги погледнеме и фотографиите кои Тања ги сподели и да ја запознаеме на еден поразличен начин. Ова е мојот брат, може да кажам, тој ми е како мој прво дете. Разлика имате, така да разлика, живее во моментот во Америка. Веќе таму е 4 години. Верувам дека ќе остане уште 1 година или 2, меѓутоа верувам и дека мора да се врати. Не е исто без него. Така е. Семејството е богатство. Тоа е богатство. Точно. Семејството и работата, ова е дел од работна атмосфера. Овде сме на Конгресот на медицински сестри сега во октомври. Јас бев воодушевена од Конгресов затоа што таму беа собрани не поради добивање на сертификат или објава на трудот, или беа собрани за знаење. Значи, тие немаат потреба да прават релиценцирање. Јас сум изненадана колку посветено си ја работат својата работа, со желба, со идеја. Јас вистина не сум била на ваков конгрес. Баш ме радува. Ова е Александри. Ова е богатството на живењето. Ова е богатството, точно. Ова е на Халоуин, во градинка. Нормално има многу убава забава. Александри сега ќе полни 3 години и секој ден само не изненадува со нешто ново. Многу е забавен.
Верувам, тие се годините. Ова сте вие пред многу години. Бебето сум јас, затоа ја одбрав. Така? Значи, како поминува времето? Ова се моите родители и сестра ми. Брат ми е 14 години помал, не е на оваа фотографија. Не постои се уште. Меѓутоа, знаете зашто ја одбрав? Би било убаво и тие да се потсетат и да видат какви биле. Така. И видете колку убаво, што значило семејство. Кој е вашето мало? Каде сте родени и од каде потекнувате? Значи, моите се, татко ми е од Куманово, мајка ми е од Кочани. Живе и се уште живеат во Стајковци. Значи, ова е куќата во комши. Тие, нели, во тоа време и граделе сами и куќа, се снаоѓале. Едно нормално семејство. Така. Родителите се исто, како да кажам, поддршка и подкрепа за се што правиме во животот. Да. Ова е професор Молдашев, тој е професор од Русија, од Уфа. Ни беше наш гостин. Тој е првиот во светот кој што има направено регенерација. Тоа е огромна клиника, руска клиника, државна. Путин од кај него ли зима? Кај него нормално. Тие што прават, тие работат со преработено човечко ткиво и прават регенерација на органи. После, нели, тие посети и се уште и ден денес имаме комуникација, тоа се фантастични научници, врвни светски научници. Ние свативме дека ако во тоа преработено човечко ткиво го има програмот за регенерација, дека го имаме и ние во нашите клетки. Така. И најдовме начин како да го правиме тоа и без потреба на ткиво, само со потреба на клеточни сигнали. Ова е мојот сопруг, овде сме на неговиот роден ден, му направивме убава една изненадување и забава, која што така многу убаво траеше цел ден. Забава да ви е целиот живот. Да. Така да. Да. И така радост. И треба. Треба човек да знае да живее всушност. И ова е ова дечкото што дзирка таму позади, не го позади камерите. Кристијан е партнерот и кривецот за сето ова што го правиме. Го очекуваме и доктор Кристијан од оваа страна, на два пати ве дружи од другата страна, но ќе го очекуваме и од оваа страна на малите екрани. Така да, верувам дека уште многу години ќе направиме уште многу работа. Овде сме среќни во ординација. Така. На локацијата каде што може да ви се обратат сите оние кои сакаат да бидат среќни, да немаат стрес, анксиозност, зашто споделивме убавина, болка, вителност, да. А ние сме народ кој што ништата сакаме преку ноќува, утре дента кој ќе останеш, одма сме млади, здрави. Видете се, за среќа и ние така работиме и затоа ги издвоивме како 5 продукти затоа што делуваат веднаш. Ако не делува веднаш, тогаш формулата сметаме дека не е доволно добра, вистина делува веднаш. Што треба да се направи пред истото да делува? Верувам дека целосно скенирање на нашето тело, затоа што не можете вака, вие ме гледате сега насмеана, среќна, но кога ќе ме ставите на скенер, верувам дека многу поинаку на прегледот се гледа апсолутно детално како функционира целото тело, физичка, ментална состојба, дали некој спие, не спие, какви се нели гастроинтестинален систем, желудник, се, хормоните, хормонот на среќа, се гледа. За ова да делува потребна е детална анализа. Не, тоа е друго, тоа е персонализирана терапија која што ја правиме кај нас. За ова сепак не ни треба ништо. Ние имаме направено комбинација од клеточни инструкции кои што знаеме дека функционираат кај секој од нас, всушност. Одлично. Верувам дека дадовме причина за да ги контактирате и за да го направите најдоброто за себе до крајот на оваа година, а дека таа го направи најдоброто, ќе го погледнеме низ фотографии. Зборувавме за овогодинешниот моден настан кој му се случуваше на Скопје и кој едноставно професор Јана го разубави со сите оние дами кои беа присутни. Да погледнеме фотографии и да го раскажеме она што го зборувавме веќе и во првиот дел. Јана, споделете ни. Ова е дел од настанот, како изгледаше масата и комбинацијата на храна. Значи, дел од храната беше донесена од Јапонија. Јас чекирав каде што и неудобна. Уште еден додатен куфер само со храна полн. Имам секој одење во Азија. Мене ми е задоволство да донесам од таму. Да, за да можам да го искомбинирам со молекуларната гастрономија или делот. Всушност ја таму и потекнува. И најзастапена е во тој дел од светот и во Америка исто. Еве гледате масата како беше, буквално беше од затворен тип ревијата, 70 на луѓе, меѓутоа комбинацијата на храна беше веќе спомнам една. Зеленото во лажицата од десната страна беше сунгер, кој што е комбиниран со путер од јаболко и дозгоре има јадливо цвеќе.
Интересно, сунгер, јаболко и цвеќе. Цвеќе, да. Тоа е како некој вид на блага храна која што дозгора цвеќето има вкус на растение, како буквално еден кисела крајна нота. Има интересно, е благо со кисела е комбинацијата. Да, ова е дел од едната страна, дел од фамилијата која ме поддржува секогаш. И моите пријателки исто така, кои што не сакаа посебно да се фотографираме, а ја поддржуваа ревијата, за кој што сум многу благодарна бидејќи сите споделија. Во средината е Марија, која што е собственичка на брендот, од која што добив доверба, нели бидејќи брендот е потикнува од Битола и таму се произведува облеката, некако беше многу интересно да се поддржи тоа све заедно комбинација. Тука е локална. Да, заедно со дигиталното списание Hedonist, кој што е главен партнер во поддршката, така да мора да имаме и малку маркетиншки да сме поддржани. Ова е дел од атмосферата на Fashion Weekend како изгледаше. Јас во еден момент од оваа перспектива сега гледам, сам гледачите ќе видат, се чувствував како да не сме Во Скопје, да, како во некој паралелен универзум, некако и целата музика, сценографија, значи уметност, пак доаѓа, мислам дека ќе ме разбере. И локацијата која има одбрано, навистина е импозантна и различна. Локацијата е интересна, тука беше моментот во кој што јас се изразив, да кажам, оваа храна е повеќе и уметност. Така. На некој начин, затоа јас споевме со нова 5 годишен јубилеј на компанијата, веќе 5 години постои. Еве гледате комбинацијата со јадливото цвеќе тука. Така. Има пире од овошје, има чипс од ориз, мислам дека има и коктел во цврста форма, корпи со павлака и кавијар од балзамико, чипс од лубеница. Интересно. Тој го донесов исто од Јапонија, со семките се гледаат баш автентично, нека многу е интересен. И само да видам уште која комбинација и микрогринсот ги употребуваме, бидејќи како што зборев во претходното гостување во друга емисија, нели тоа е концентрација на буквално нутриенти, витамини, минерали кои што можеме да ги внесеме. И јас лично многу често ги употребувам. И дома. Одлично. Да, микроти. Да. Јана, ви благодарам за уживањето кое што сте го направиле на оваа локација и за она што ни го раскажавте во студио, но ние сега ќе ви поставиме едни несекојдневни прашања. Повелете, Тања, може да започнеме со вас во садот кој што и подадете кон Весна и кон Јана. На глас прочитете ни ги прашањата и дадете ни искрен одговор. Еве, може Тања да започнеме со вас. Добро, јас мислев да не ми повторно не треба да пеам. Не. Прочитете ни на глас. Што е нешто што се уште не го знаеме за тебе? Добро, споделивте дека многу одработите, еве истражувате, дека правите, има ли нешто што не знаеме? Може би дека имате некој друг талент, дали некој пат сте играле, сте пееле? Јас имам играно така исто како и вие во основно училиште во фолклорна секција. во фолклорна секција, имам свирено на мандолина, имам пеано во оркестар, во оркестар тоа во не го хор. знаеме за вас. Значи во суштина Во може би однос на нема нешто што не сум пробал. Да, браво. Реално го сакам животот, веројатно имам пробано многу работи. Така, да се радувате на истиот секој ден. Благодарам. Весна? Што најмногу сакаш во животот? Што сакам? Сакам да играм, сакам да пеам, сакам многу да читам, да пишувам и нешто сега вака што сакам е да имам повеќе слободно време да поминувам со моменти со семејството и со своите дечиња, затоа што си помалку го имаме тоа во Така, секој да ден. најдеме повеќе време за се. Да, баш така. Ви благодарам, професор Јана. Како бевте како дете? Бесна, веројатно. Темпераментно. Не знам, мајка ми гледа. Огромен поздрав до вашата мајка. Да, Александра, претходниот пат ме Така. поддржуваше мајка ми во студија, маја пошто гледа каква бев. Има една случка која што
многу е интересна, ќе ја прераскажам, мислам. Мајка ми вика, се качуваме во автобус и ти збориш, вика, и човеков заборава да се симне, и вика, ја промашува станицата и вика, па ја заборив. Слушам детава како збори, значи сте зборев. Се знаеше професор, нели? Да, може водител, може многу работи од Може, многу Александра Ивак. Никогаш не Ако се ме знае викнеш- животот и патиштата каде ќе не однесат. Со тоа што ја водев модната ревија, нели може? Така е. Може во водителски води да Да. запливате. Јана, Шала на страна, љубопитно дете, значи ме интересираше многу работи, ме интересира. Креативно, сигурно. Креативно, секогаш сум сакала да цртам, нешто што се изработува со раце. Играв кошарка, професионално едно време, кратко, меѓутоа Доволно? Доволно, да. Спорт сум сакала од секогаш и тоа е многу луѓе не го знаат за мене, ама ќе го кажам во оваа прилика, посетував и курс до манекенки тогаш. зошто да не? Значи така, сакав некоја амбиција. Ваша прва братучатка е Драгана Клопчевска, така да мора да ја поддржите. Огромен поздрав до Драгана. Да, и исто ја поздравуваме, огромен поздрав, така да. Така. Кое прашање кое можеби не ви го поставивме, а сакате да не го раскажете? Бидејќи имаме уште кратко време до крај. Уште 6 минути од режија ме дополнува, така да имате, значи како ќе ги поделиме по 2 минути за секој од вас. Јас на пример еве што би рекла, што повеќе би било убаво да се формираат што повеќе научни институти во земјава. Имаме толку квалитетни луѓе со таква амбиција и пасија и толку убаво и детално го работат тоа што го работат, Така. само што сметам дека недостасуваат тие институции. Еве во Русија, ние кога сме оделе во Украина или во Русија на конгреси, е неверојатно какви институти имаат. Сега ние со таа цел ќе направиме еден и верувам еве и Професор Јана ќе ја прави професор Јана, работка, да. Да, меѓутоа ето и во тој дел треба да има посебен нели научен институт и да се истражува сето тоа. Така, да се искористи знаењето и умењето на Јас тоа многу би сакала. професори кои одлична идеја и одлична порака до сегашните власти кои сакаат да ја направат промената, да ја дадат поддршката. Во науката е иднината, Така. нели? Дефинитивно. Науката и знаењето. Да. Весна, Што сметате во делот оној кој што вие го работите, како етно-кореолог, што би можело тука нешто да се направи? Па јас би дополнила дека се повеќе треба да се поддржуваме, да си го цениме она што ние сме, нашата историја, нашата култура, нашата традиција, да ја негуваме, да се поддржуваме, затоа што сето тоа сме всушност ние, без историјата, без традицијата, без културата, ние навистина ќе бидеме дрво без кора. Така да, некако без идентитет. Токму така. убаво кажано. Професор Јана, Многу интересно гостување и многу интересни гости, нели? Еве, буквално се поврзавме до тоа што може да се случува во иднина. Јас би сакала, нели, во делот на нутригеномика да се бидеме активни, нели, и да работиме и се она што е актуелно во светот преку науката да го донесеме и во Македонија, затоа што знаеме дека има квалитетен кадар и се уште има луѓе. така. Верувам дека како професор исправени пред студентите постојано ја давате пораката и препораката, но и една кратка мисла од вас до сите кои не гледаат, неминувам на која возраст се, како да останат мотивирани секојдневно во општеството во кое што живееме, сите ги знаеме притисоците кои не обкружуваат. Една кратка порака од сите вас. Знаете како јас размислувам, на многу малку луѓе останавме, милиони За жал. 800. Ми се чини дека треба да се концентрираат на се она што го бара потребите што ги имаме на земјава, а тоа се повеќе луѓе вклучени во исхраната. И не само тоа, повеќе луѓе вклучени како инженери, кои што ќе креираат нешто ново. Ева една кратка порака дека треба да профункционираат во тој дел, бидејќи бројот на студенти се намалува. Значително е поинтересен некој друг дел каде што информатика, AI, нели. Меѓутоа останува некој дел кој што не може да се замени со вештачката Храната и интелигенција. како не може да ја замениме. Така да тој дел би ги поздравила и би апел нели до се повеќе да се интересираат и да прашуваат доколку не им е јасно, бидејќи мислам дека јас и моите колеги сме доста активни. Така, Технолошко-металуршкиот факултет треба да го посетат, да ве запознаат и да посакаат да се студенти токму на истиот. Имав една случка. Мојот брат беше, знае, ако се сеќавате, имаше едни студентски протести
одамна, така? Да, беше дел од тоа и во самиот врв во организаторите. И јас му велам, зошто мислиш дека ќе смените нешто? И ми вели, ти си таа што цел живот ми зборува дека еден човек може да промени се. И застанав, и искрено си велам, види како годините нас направат малку по не крши општеството и забораваме на тоа. Така. А тоа е пораката. И еден човек може да промени се. Само да верува во својата идеја и да ја спроведе. Како Никола Тесла. Да, така. Тоа бил еден, така. Весна. Па добро, претходно моето кажано е еден вид нели порака, но еве и надополна да вложуваме повеќе во трајните вредности, во нашата култура, да се едуцираме, да истражуваме, затоа што преку едукацијата и истражувањето за нашата традиција и култура повеќе ќе се осознаеме самите себе си. И ќе разбудиме свесноста. Токму така. Така, верувам, Верче, имавме одлични разговори, ги разбудивме гледачите од 6:45 и мислам дека што да надополниме на сето ова. Ништо, да посакаме само здравје, убавени, секако успех во сето на кое што го работите и да се гледаме за убави работи, да споделуваме убави работи и ете, една позитивност со која што верувам дека сите треба да не води напред. Така. Така. Верче го кажа она што можеби јас само ќе го надополнам. Ви благодарам што уште од 6:45 сте заедно со нас уште драно и зутрина на нашите гостинки што издвоја речиси час и половина да ги споделат сите оние мисли, идеи и порека за подобро утре. Секоја во своја област извонредна, секоја во своја област остава одличен печат во Македонија и македонската јавност, кој менува во здравје, кој менува во култура, кој менува во професијата и во биоинформатиката која што таа практикува на Технолошко-металуршкиот факултет. Одберете и вие да бидете најдобрите во она што го правите секојдневно. А ние сме такви во македонскиот етер. Останете и натаму на Канал 5.